Почитувани граѓани, почитувани новинари, денеска во Собранието е последниот ден за расправите по предлог и измените и дополнувањата на буџетот за 2020 година. Со ребалансот на буџетот се обезбедуваат средства за реализација на четвртиот пакет антикризни мерки креиран од владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Преку овој пакет мерки 470 милиони евра се наменуваат за директна поддршка на граѓаните, за спас на работни места и за поголема поддршка на македонското стопанство. Предвидени се 70 милиони евра за субвенционирање на плати за 83.000 вработени за месеците октомври, ноември и декември, а 27,6 милиони евра ќе се обезбедат за домашни платежни картички во висина од 6.000 денари за околу 283.000 наши сограѓани. Со ребалансот ќе се обезбедат и сериозни средства за поддршка на туристичко-угостителскиот сектор, за наечиите и вршителите на самостојна дејност, како и на компаниите погодени од корона кризата. Покрај соекономските, со овој ребаланс се обезбедуваат средства за справување со здравствените последици од коронавирусот. Предвидени се 243 милиони денари, што владата ги издвои за здравството, и тие ќе бидат распределени за набавка на лекот Ремдисивир, како и за набавка на вакцини и тестови за COVID-19. Во овие 243 милиони денари вклучени се и средства во висина од 54 милиони денари за награда на сите здравствени работници кои се вклучени во третманот на пациентите заболени од коронавирусот. Почитувани, со носење на ребалансот на буџетот за 2020 година го зајакнуваме здравствениот систем, но обезбедуваме и силна поддршка за граѓаните и за нашата македонска економија. Затоа, важно е сите пратеници да дадат поддршка и денеска ребалансот да биде усвоен. Како парламентарно мнозинство, остануваме посветени на мерките и политиките што носат поголема грижа за јавното здравје, грижа за секој граѓанин и секоја компанија која е погодена од кризата. Благодарам.